Здраво, ние сме вашите пријатели. А како ваши пријатели, нам може да ни ги доверите сите тајни. Јасно е дека живееме многу динамичен живот. Имаме се помалку слободно време, а се повеќе обврски. Работа, семејство, поголема желба за дружење, но и повеќе стресови. Затоа не губете време повеќе откако ќе го слушнете ова. Земете го вашиот миленик и подарете си моменти исполнети со среќа, радост и многу позитивна енергија. А доколку немате, тогаш не двоумете се ни минута повеќе, земете си миленик, кој ќе се вклопи во вашиот стил на живот. Затоа што домашните миленици ја даваат најискрената љубов и најголемата среќа. А ние, вашите пријатели, сме секогаш тука за вас, да ве едуцираме и на забавен начин да ја разбудиме желбата за милениците, која што сигурно има во секој од вас. Ова е уште едно наше заедничко дружење. Следете не наредните 30 на минути. Веќе подолго време се присутни како К15. Нема некој што не ги знае, сите ние израснавме со нивните скечеви. Исто така и многу генерации нанапред ќе растат со нив. А во една од претходните емисии ни беше гостин Љупчо, исто така член на К15, овој пат ни е гостин Љупчо Бубокаров. Здраво, Бубо, како си? Ти благодарам што ја прифати поканата за гостување во емисијата Пријатели. Фала за поканата, здраво. Драго ми тоа што сте растеле со К15, се гледа убаво сте порастале вака, машала. Точно е тоа дека јас сум Љупчо, ама не сум од Битола, сум од Кавадарци. Ама тоа не менува ништо, кога се Љупчовците. Упрашање, пошто Љупчо е многу квалитетно име. Како прво би те запрашал колку време обстојува К15 и од каде идејата да се направи една ваква преубава група која што секогаш не насмејува до солзи? Па, ова прашање, значи, нема човек што не го поставил, а не бројам више, не знам колку пати го имам одговорен, ама пак ќе го кажам. Значи, идејата е од пред 20 години. Значи, оваа година К15 полни 20 години, на 23 ноември. Идејата е, ние се спојивме со Бранко и со вас, кој има идеја да прават емисија, јас имав идеја да правам емисија и за да не должам многу, да не објаснувам секој каков тип, али отприлика тука бевме некаде со идеите, и onda заклучивме да направиме една работа што не е својствена за македонци да се здружат. Ние обично се двоиме, нели? И затоа цел век ни фалат уште еден или два дела за да бидеме цели. А цело е кога има се. И ние се собравме, рековме, ние од утре ќе бидеме три во едно. И направивме К15 и после направивме и музички концерт, па тоа го крстивме Дуо Трио. Така започна К15 и така успешно е 20 на години више тече таа приказа. Сега ви го честитам роден ден, среќен роден ден. Фала, па купите ни нешто за роден ден, дојдите. Наредниот пат кој ќе дојдем во везба. Во вашите скечеви често пати се и домашните миленици. Дали тие ви инспирираат на некој начин да направите некој скеч? Па многу пати ни инспирирале домашните миленици да направиме скеч, например, кога ќе чуеш некоја жена на мажот кога му вика говедо, нормално тоа ќе те инспирира да има луѓе што имаат говеда за домашни миленици. Или кучињето обично, нели сите кучиња кога немаат име обично ги викаат или Буба, Буба или Шарко. И во еден скеч Шарко не лај на домашни. Тој е омилениот скеч. Да, ето видиш. И тој за тебе беше и наменет. И многу често биле кучињата знаеле или другите животни. Јас се разборам кучињата, пошто јас куче имам дома како прв домашен миленик. Иначе ги сакаме луѓето. Имам миленици и луѓе и не само животни, да не ме идам погрешно сватен. Ајде да ве навратам малку во детството. Дали се сеќавате на вашето прво милениче? Јас првото милениче, за жал, многу малку време го имав, бидејќи не ми дозволува да имам милениче. Заради тоа што не можевме да му се посветиме целосно на тоа да го чуваме и да го милуваме миленичето. Нормално тоа беше куче, некој од малко куче се пород ми даде и само една вечер си молеше кај нас, па морав да го излезам во двор, па од прозор го гледав цело вечер шо прави, како се снаоѓа и веќе утре дента
го дадов на други другари да го чуваат и додека живее во Кавадарци немав милениче. Онака секојдневно. Меѓутоа, ја бидејќи многу скитав навечер, имав многу миленичиња низ град, имав од тие кучињата скитници. И имаше во Кавадарци еден ветеринар, ние го викавме доктор Кемал се викаше. Беше многу интересен, он беше боемчен, интересен човек и навечер на сабајле потоше у 2 у 3 кога се прибира на Кредова. Пардон. Цел чопор кучиња се вртеа околу него. И до ден денес не ми е јасно која е таа харизма што ги привлекуваше. Ништо посебно, нити ги хранеше, нити... Меѓутоа им збореше некои за нас необјасневи збори. Знам дека им викаше Звонец и уште нешто им збореше 5-6 збора, сите кучиња се врте околу него. Често знаеше летно време, имаше една фонтана на центарот на градот, да седне на фонтаната и да дремне малку, онака бидејќи тука поладно. Кучињата сите околу него беа собрани, не дава никој да му се приближи додека спие. И после кога дојдов у Скопје, децата, односно постариот син Ико, помалиот Данил, не е толку по животните, он е поише по спортот, али Ико од мал сакаше да гледа животни и гледаше животни. Разни птици, папагали, ама никако не можешме да се договориме да чуваме куче, затоа што навистина, тоа е работа која вичи ќе го донесе, треба да му се посветиш. И сега не е голем проблем, кога треба негде да патуваме транспорт или негде на друго место кај што не можеме да го носиме, бидејќи ние сме толку демократска фамилија што и каде си животните се рамноправни членови на фамилијата. Дори имаат право на глас. Само не ги злоупотребуваме за избори, не ги носиме на гласат. И дури сега на стари години почнав да чувам покрај син ми миленичи. Дали може да ни кажете некоја интересна случка која што се случила со некој од вашите миленици? Па баш со Венди, кучево наше кое што више го имаме 10 години. Кога го донесоа, син ми и другар му Војо, го донесоа да чисто да го видиме. Беше мало. И јас кога го видов дека нема влакна, помислив дека е некој болно куче. Пошто често пати зимавме болни кучиња да ги малку опоравиме, сме ги носели на ветеринар, ако ги сетнеме на улица. И кога го видов, првата помисла ми беше, викам, леле, кај го нашто ова болно куче, тука го доли ми падна жал, стоја мако го гледам, ме гледа чудно и после сватив за што се работи. Ми кажа дека го донеле чисто да го видим, ја реков, ако сакате, нека остане за викендов тука. Викендот остана Венди и ја заборавија, понеделникот не ја зема, вторникот не ја зема, толку више се соживеавме онака со нејзиното присуство дома и викам на Ико, сико утре ако не дојде некој да земе, ја у четврток не ја дам више. И не дојде утре да земе некој, Венди си остана член на наша фамилија. На два пати правевме мекици, имаше, мислам, 7 и 5. Многу беше плодна. Само стан не ни дадо. Немаше за тебе. Немаше тогаш ни за луѓе, ни за кучи. Поради специфичноста на оваа раса, баш ме интересира од каде дојде идејата да земите токму неа. Кинеско голокожен куче. Да, и уште по-специфично е што, пете, јас тоа не го знаев, додека неа добивме Венди како милениче. Кинесите голокожи кучиња има пола се раѓаат, односно едни се раѓаат без влакна, други се раѓаат со влакна. Така да ние имаме повише кучиња, ако зборуваме сега као поширока фамилија. Син ми има Арон, исто е кинеско голо куче, ама со влакна.
Имаме друго куче Гала. Тие живеат со него и со неговата фамилија, со Марија и со Срна. А имаме едно куче кој што он го донесе заедно со некоја негова пријателка и колешка од Словачка, ако не се лажам, се вика Куан. Исто е кинеско голо кожа куче. И имаме многу случања од нашите кучиња, од парење со други кучиња. Кај кумашините имаме наше куче, кај друга, да, тука се претежно из Македонија, 90% из Македонија. Одат за Нова година, за празници, одат по други држави шетаат. Значи, имаме, сега најново имаме и... Јас мислам дека се два шарпланинци, еко упорно ми викаат дека еден. Во Волково чува син ми еден шарпланинец, одно шарпланинка, и кај Бобина на Антонио Другар му татко му има уште еден шарпланинец. Значи имаме доста кучиња така. Имаме птици, не знам колку врсти на птици. Сега во моментов поголемиот број се дислоцирани заради зимскиот период, иначе токму пред мојот прозорец во куќата е кафезот и секој сабајле на изгрејствот ме буди хор од милион птици. Дали тоа ме нервира? Па во прво време ме нервираше за тоа што комарци многу шетаат тука околу, бидејќи покрај птиците имаме и водни желки, базен со водни желки, големи водни желки, и до нив има, ја викам, резерват на сувоземни желки. Значи имаме и тоа и тоа. Дома сме чувале неколку сорти на змии, чувавме една игуана на која што ја направивме огромен кафес и више на крај немаше каде да чуваме, па ја дадовме на друго место за чување и за жал после кратко време почина. Не знам нешто дали има што сме немали. А што правите со водните желки? Лав не сме имали. Лав не сме имали и не планираме да земе. Дали што правите со водните желки на зима? Дали ги... Па ги носат некаде, а убие, нели, сувоземните, тие сами си се заштитуваат, лагаат, покриваат под земја. Јас многу не ги знам тие стручи овако, меѓутоа јас ги слушам кога се ударат со клопите, кога се парат, ги слушам звуци кои спуштаат. И така да, ако снимам некои поречи со животни, да знаете дека јас сум тој што снимам. Дали планирате во иднина да земите некоја друга раса или имате некоја неостварена желба за некој друго милениче во вашиот дом? Па лав не би чувал. Жирафа? Не за друго, се митари. Жирафа би чувал, да ти кажам, и би работил по фасади, малку дослабам. И со неа ќе издресирам да може или да кречи у високи простори, по спортски сали или... А може и на дворешна фасади, да. Може, да, тоа е редовни активности, го сметам. Бидејќи не е многу застапена оваа раса кај нас во Македонија, барем јас колку што сум запознаен, дали може да ни кажеш кои се позитивните, а кои негативните карактеристики на оваа раса? Па не знам, ја мислам дека негативни карактеристики немаат. Освен тоа што стално сакаат да имаат друштво. Стално сакаат да... Јас, пример, нашето куче спие со нас и секој сака да е допрено до човечко тело. Така се осеќа веројатно посигурно. Знам дека старите кинези, моćните, оние кинески династии, кинеските цареви спиеле со по 30-40 такви кучиња. Тоа е раса која ме паѓа, претпоставам, меѓу постарите раси. Барем така ми кажували и тоа што сум имал можност да прочитам. Спиеле со 30-40 кучиња и не се покривале со ништо друго, бидејќи тие кучиња имаат малку повисока температура од човекот, 40 негде и 2 степени Целзиусови им е температурата, така да зимно време ги топлат луѓе. И тоа е карактеристично што се онака врзани за не се досадни.
Интересно ве секој не биете со нив. Да, не се многу захтевни. Колку време имате вие да му посветите? Па јас лично повише сакам така да ги галам отколку да не ги шетам, а и они не бараат овие кучиња, не знам, некоја посебна физичка активност. За чешлање нема да Да, потреба. јас за чешлање нема потреба, тие 3 влакна сама си ги чешлаш ги. И на лево и на десно и направо. Кога како? Се навратиме на другите членови од К15, дали имаат тие некакви миленици, колку тие ги сакаат животните? Па Бранко, мислам дека имаат куче, не мислам, него знам дека имаат куче, батка, се вика. Васе имаше оне по рибите, покрај овие сувоземните, значи водни риби. Сака, он беше меѓу првите кои воопште во држава направи, ја го викам, солен аквариум. Аквариум со морски видови риби со солена вода. Меѓутоа се покажа дека тоа бара многу време и многу внимание. А плюс тоа и во Македонија веројатно се уште немат стручњаци кои што можат да го одржуваат тоа. Така да после се откажа. А претходно имаше неколку аквариуми со обични птици, на крај заврши само со 2 рибки, онака колку да се има рибки, Ристо и Блажо. Много слушно ви, Да. многу смешни И таа едната е многу специфична. Обично за рибите, кога ќе кажат дека плива грбно, значи дека капитулирала. Ова неговата лежи на грб и плива. Буквално на грб си плива. Прва риба што сум видел на грб да плива. За И крај, после втор пат кога видов, тоа ми беше втората риба што видов на грб да плива. Убаво. За крај би сакал да те замолам за една компарација за која што се надевам дека останатите членови на К15 нема да ни се налутат. Кој од ликовите на К15 со кое животно, ајде да речеме така, значи ти наликува според неговите карактеристики? Па мене Бранко, односно ликот на Бранко Миле Паника ми буди асоциација на папагал. Нон-стоп зборја, ништо не каже. Ѓавка цело време. А Тошо Малерот, ја не знам дека постои толку малерозно животно за да можам да направам било каква споредба со карактерот на Тошо Малерот, така да он личи на било кое исчупано животно, меѓутоа толку малерозни животни нема. Може би некој љубовџија? Па не знам сега кои се љубовџии во меѓу животните, кои се најголеми љубовџии. Скоро сите. Па онда на сите личи. Онда на највише личи на лав, онака со периката која му речу. А вие? Дали сум љубовџија? А до тоа, дали сте? Па јас, не знам, или на слон, или на сорок, нилски коњ или свиња, тие 4, сигурно личат. А прашањето кон љубовџијата? Па не спаѓам во таа категорија. Јас сум само симпатизер. Острано наблюдување. Да. Одбирај со очи, не со раце. Гуго, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели и за крај би те замолил за еден виц во кој што секако ќе има животно во него. Тоа не може. Него носам ливчето, пошто мене ми се на ливчиња запишани вицевите, не ми текне сега момент. А баш кај ми телефонот почна да ми звони. Више треба постепено да одјавуваме емисијата. Треба да одјавуваме, ај ти одјавувај емисијата, јас да му се јавам на пријател. Може ли? Да, ви благодарам за гостување. Од мене, чао, поздрав многу на сите пријатели, ово пријатели, и поздрав на сите пријатели и на сите битолчани. Благодарам уште. Чао. Ало. Fost jucător al lui Real Madrid, Ivan Campo l-a prins pe Fernando Sanz acolo, actualul capitan al Malaga și Atletico de Madrid în continuare la egalitate 0-0. Meciul însă se încinge, iar Atletico este mai competitoare în atac în aceste prime minute ale reprizei secunde, chiar dacă și în aceste minute nu a avut încă o ocazie mare de gol la poarta lui Arnau. Ронке реплаче pentru Антонио. Шо жена си ти, само тука спорт те интересира. Види чорапите там на зидо лочка остават тука, да вземиш да ги изпериш това. Само тука Реал Мел.
Ти да си права домачинка, сега че вземиш ноица, че ми ги измиеш и от това водата, че изпиеш ако трябва. А шо? Вземи друга жена. Билки две ќе се погодиме двете заедно. Айде, не ми лафи много, не го иди там, тури една ракия, айде. Я майката. Тури, айде, па може вечер, па Шарко че залае. Айде. Ай, молим те една ракия, па да видиш ти Шарко како лае после. На, кръв нека ти се стори. Така. Кръвопиец. Гледай футбол, биди маш. Слушай, ай доста се вредиме цяло време, ако е за регяне, защо тебе цела сградата вика идиотка? Да беше министър, ќе ме вика министърка. Да беше професор, ќе ме вика професорка. Како да ме викаат? Ай, иди тури две-три ръки, нема много да... Айде! Айде, тури, уши една ръки, айде, па Шарко ке залае, со още Шарко! Кой лае на Суво? ¿Te divertiste haciéndome quedar como una estúpida delante de todos? ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? ¿Eh? Haciéndome quedar a mí en ridículo. Ей бе го Шарко, ръже! ¿Sabes? Намали бре малце со пијањето, не е добро. Ти да не бериш гајле ти твоята работа да си я тераш и аз моята ке си я терам и това има да биде, знаеш шо? А кога мислиш Шарко да залае? Пантомима да ја студираше, пред да те запознам. Нищо и воя не го бива. Одам јас тамо. Вака ли Шарко ќе лае? Шарко не лае на домашни.
Слушнале животните дека мечката има листа за убивање, па сите се уплашиле. Елинот не можел повеќе да издржи, па ја запрашил мечката. Слушам, мечко, имаш листа за убивање? Имам. А мене има на листата? И тебе ти има. Наредниот ден го наоѓаат Еленот мртов. Волкот бил вториот што се уплашил и отишол и тој кај мечката да ја запраша. Слушам, мечко, имаш листа за убивање? Имам. А мене има на листата? И тебе ти има. Наредниот ден го наоѓаат и волкот мртов. Зајакот не можејќи повеќе да издржи, тој отишол веќе наредниот ден да запраша мечката. Мецо, слушам, имаш листа за убивање? Има безајко? А мене има на листата? И тебе ти има безајко? А Мецо, ме паштаваш да ми избришеш листата? Може безајко, нема проблем. Паука, комуникацијата е се во животот. Затоа гледајте не наредната недела, на истото место во истото време. Чао, чао.